Легендарниот музичар Наат Велиов веќе 14 години чека да се направи улицата пред неговата куќа. Се работи за улица од само 130 на метри, која досега на него и неговото семејство му донела многу проблеми. Ситуацијата особено е критична и при најмал дожд, кога калта буквално е до колена, па по улицата ниту се оди, ниту се вози. И јас како амбасадор, како најголем музичар у нашата Македонија, представител на Македонија, 14-15 години чекам пато да ми се направи. Тоа е стварно е срамота, викам. Однекна дури од нервоза пишак на Федорка, пишак страм да вие коченчани ви представувам Македонија, ни цел свет го представувам и вас ви представувам. Ништо такси не ни доваѓа. Јас звонам, кога ми се децата болни, Господ да не дава на душман, звонеме на баба ми, жената звоне на баба ми, доаѓа баба ми, такси зима од друго место, доаѓа тука. Кога звонеме за такси, дека ни треба за моите да се стаме манов такси, никој, за фани немаме коли. Ова е проблем за сите, но за Велиов е прашање од животно значење, зашто тој веќе 6 години е инвалид. Можам, имам моторно возило, фала на господин доктор Зоран Шишков и деде моторно возило, ево моторното возило трета година, прашина ми е полно. Дека ќе одам, беве, гледате пато. Тука да се движам. Велиов досега безброј пати реагирал и до надлежните, посочувајќи го неговиот проблем, но решение за растојанието од 200 чекори досега не нашол никој. Што реагирам, еве, ја однекна ставив на Фейсбук ставив, јавува се откочени пратеникот ми, се пишуваме на тоа, ти си 37 улици треба да се направи, ти си 38-иот наред. Епа, добро, дојдете прегледајте на кои се тие улици поважни од мојата улица, дека се позагрозени, полошо е пато, правете. На иницијативата на телевизија Стар од општината ветија брзо и конечно решение за проблемот на Велиов. Проблемот ни е познат и од тие причини ние предвидовме бетонирање на пристапни патеки, тоа не се улици, него пристапни патеки, во која спаќа и таа. Изберени изведувачот, чекаме во наредните неколку денови да биде подпишан договорот и очекуваме до крајот на месецот, евентуално во првата половина на јуни, постоечката улица, односно пристапниот пат до куќата на Неат Велиов, како што рековте, дека ќе биде завршена и избетонирана.